Почитувани членови, почитувани припадници на армијата, ова видео образложение ќе биде за бонус платата во армијата. Сакам да ви образложам зошто во армијата не се дава бонус плата и тоа како е целото обструирано и како е направено за да припадникот во армијата да не взима бонус плата. Бонус платата е предвидена согласно Законот за работни односи на Република Македонија, како главен закон за сите работници во државата и со колективниот договор на Министерството за одбрана. Сега ќе ви прочитам како е предвидено во Законот за работни односи, во делот за прековременна работа, член 117, став 4. На работникот кој е работел над 150 часа подолго од полното работно време, а не отсуствувал од работа повеќе од 21 ден во текот на годината, кај истиот работодавач, во кој не се засметува деновите на искористен годишен одмор, работодавачот е должен да му исплати покрај додатокот на плата и бонус во висина од една просечна плата во Републиката. Значи, за 150 часа, кај ист работодавач, ако не си отсуствувал 21 ден, без да важи за тоа годишниот одмор, треба да се исплати бонус плата во висина од една просечна плата во Републиката. Ова е предвидено и во колективниот договор во член 68, кај што пише: на вработениот кој работел 150 часа подолго од полното работно време, а не отсуствува од работа повеќе од 27 ден во текот на годината, кај истиот работодавач во кој не се засметува деновите на искористен годишен одмор, работодавачот е должен да му исплати покрај додатокот на плата и бонус во висина од една просечна плата во Републиката. Значи, истото е препишано од Законот за работни односи, но со едно начелно мислење кое што е направено на 24 март 2023 година, каде што присуствувале суди од апелационите судови на Битола, на Гостивар, на Скопје и Штип, се донесено начелно мислење за сите кои што ќе тужат за бонус плата да бидат одбивани. Ова е оркестрирано заедно со тогашната власт и со судиите да се направи вако начелно мислење, со кое што тие дебатират и на крај даваат заклучок дека прековремената работа се слободните денови кои што се остварени по основ на прековремени часови се третираат како отсуство од работа и се земат во предвид при пресметка на бонус согласно член 117 став 4 од ЗРО. Сега, зошто е ова вака? Сега ќе ви обяснам зошто е тоа така. Бидејќи не можат армијата да ги плати професионалните војници кои се највеќе ангажирани со бонус плати, измислено е ова начелно мислење со кој што и да тужите, судиите ќе постапуваат според тоа и ќе ги одбиваат припадниците. Тоа е намерно направено така, затоа што професионалните војници остваруваат огромни прековремени часови и со тоа што ќе остваруваат многу бонус плати. Ова одредба која што е укината и која што Министерството за одбрана не ја дава, заштедува помеѓу 5 и 8 милиони евра на годишно ниво, затоа што не го исплаќаат ова бонус плата на припадниците. Ова е тешка дубара, што би можеле да се каже, бидејќи припадниците на армијата прават многу прековремени часови. Имаме професионални војници што имаат 1200 слободни денови. 1200 слободни денови по 8 часа. Тоа се
9600 часови прекувремени. У 9600 часови прекувремени, освен тие што се исплаќаат редовно, колку има бонус плати? Согласно таа бројка, професионалните војници прават огромен број на остварување на тие 150 часови, огромен број на бонус плати. За да се сопре ова да не се исплаќа, затоа е измислено ова. Еве сега како да ви обяснам дека е дубара. Викаат, еве судијата Кирче Донев што кажал на ова мислење кај што биле состанати судиите, дека судијата Кирче Донев изложи дека судиите кои работат работни спорови на апелациониот суд Штип се со поделено мислење. Дел од судиите смета дека земените слободни денови како замена за прекувременна работа се сметаат за отсуство од работа и доколку работникот отсуствал повеќе од 27 во текот на годината, на истиот не му следува бонус плата. Како може слободниот ден, кој што е пари, претворен во пари, да се смета отсуство од работа? Ако е отсуство од работа, тогаш зошто слободниот ден, кога го користите, земате полна плата? Зошто не ви одбиваат? Значи, или е слободен ден, или е пари. А слободниот ден е пари. Значи, вие сте слободни, не сте на работа, но за тоа зимате плата. Тој ден ви е платен со платата. Значи, вие може да бидете 22 дена слободни во месецот и ќе се земете полна плата. Ако е слободен ден и не се пресметува како што они викаат, тогаш треба целата плата да ви одбијат. Како, кога ќе останат многу денови, а професионален војник му заврши договор, му ги исплаќаат сите, или ако не му ги исплаќаат, тужи и тие слободните денови му ги исплаќаат како пари. Значи сега слободните денови се слободни денови, отсуство од работа, или се пари. Ако се пари, тогаш зошто ги рачунат како слободни денови? Значи, тука е проблемот кај што настаната ова каша попара од нив, само колку да не ги дава тие слободни денови. Бидејќи согласно Законот за работни односи, многу јасно е предвидено. Значи, на работникот кој работел над 150 часа, значи, што ми исполни 150 часа, повеќе од полното работно време, значи прекувремени часови, треба да му се исплати бонус плата во висина од една просечна плата. Професионален војник може да има 10 по 150 часа. Треба да му се исплатат 10 плати бонус. Затоа е измислено ова и да тужите, судиите се ставени во шише, што се вика, со цел да не ви го даваат тоа што ви следува согласно закон. Значи, на хартија постои, во реалност не се применува, поради начелно мислење кое што не е закон, но неколку судии, еве тука неколку судии што се напишани од апелациониот суд, се состанале во хотел Рамада Плаза на 24 март 2023 и измислиле оваа дубара нарачана, за да можат припадниците на армијата да не ги остваруваат правата. Има начин и ова како да се реши, но за тоа треба волја и голема слога од сите припадници на армијата, посебно од професионалните војници. Од 95% од професионалните војници ги остваруваат овие бонус плати, и овие бонус плати не ви ги дозволува работодавецот и Министерството за одбрана поради ова смислено начелно мислење кој што е земено како пример и судиите да ги одбиваат сите тужби во врска со ова. Значи, ова е еден од обструкциите и кочниците кој што ги прави таа одредена структура која што мисли најлошо за припадниците на армијата и посебно за професионалните војници. Тоа што го зборам последниве 4 години, дека цело време има луѓе кои што го обструират синдикатот за да не работи, за да не даде правно мислење и малце
насоки на луѓето како да си ги остваруваат правата, сето тоа што се случуваше годиниве, сите тие квази синдикати, структури, кочници, блокади, се со цел ова да се зацкрие и многу други, и тоа што го спомнав пред некој ден, дека се спрема и големо кинење на друга привилегија и така натаму и така натаму. Се тоа може да се прекине, сето тоа зависи од вас и само од вас. Синдикатот нема магично стапче, не сум ја магионичар, но поддршката вашата волја да се смени нешто, може да смени све. Ако имате волја, повелете. Ако немате волја, еве вистината, горка е, но тоа е тоа. Реалноста ни ја кројат тие кои што мислат дека се семоќни, али не се. За жал, не се, али треба да им докажеме дека не се. Се надевам дека ви стана јасно околу ова. Следното ќе биде за нешто друго, така да се слушаме. Поздрав!